Добар ден, може ли да почнеме? На оваа панел сесија ќе поразговараме за тоа како влијаеше интернетот, техничко-технолошкиот развој во новинарската професија, за развојот на медиумите, но како не перципираше медиумската сфера нас, како не перципираше генералната публика. Сега овдека ќе искористам и мојата улога на модератор, па би сакала да потсетам дека покрај фондацијата Метаморфозис, уште во далечните 90-ти години, фондацијата Отворено општество Македонија ги следеше техничко-технолошките новитети и развој, па следствено на тоа и ги креираше своите активности во медиумската и во онлайн сферата. Она зашто сакам да посебно го издвојам е тоа дека 97 година првата информативна програма Вести, дневникот во аудио файл, достапен на интернет, беше од локалното радио Охрид. Тука веројатно Јовче ќе се потсети, кое што беше со ISDN линија, dial-up да се превземе фајлот. Дента кога беше испратена поканата во Македонската радио и телевизија, беше свикан итен колегиум на луѓето од предаватели и врски, техниката и менеджментот на радиото и телевизијата, за тоа како е можно некое таму радио во Охрид да има своја аудиопрограма на интернет, а јавниот сервис да не знае, туку да дознае сега при поканата за официјалното промовирање и пуштање во онлайн светот на информациите за тоа што се случува во Охрид. Значи, улогата на фондацијата не беше само да ги следи технолошкиот развој следствено на тоа да действува, туку и да биде катализатор на новите техники и на новите технологии. Во средината на 90-тите беше направена и една мрежа во која што беа поврзани локалните приватни радио и телевизии, кои што се ги разменуваа своите текст и тонски парчиња, па дури и кратки видеа до 45 секунди максимум, толку можеше да издржи ISDN линијата, да биде тоа зипуван компресиран файл, за да си прават размени. Тоа беа првите почетоци на употребата на инфраструктурата и на интернетот и на техниката во информативни цели. Пионерските задачи за оваа сфера ги имаше повторно фондацијата Отворено општество, кое што во тоа време дури и организиравме посебни работилници и обуки за новинари од информативните програми од деск редакциите за употребата на интернетот за информативни цели. Значи, 96-та година јас не се сеќавам колку многу или малку се употребувал интернетот, верувам малку, бидејќи чумо била тогаш потребата од такви обуки за новинари да го користат интернетот на овие за ваквите цели. ISDN линијата беше многу битна, тогаш се сеќава Геровски, 96-та година подготовката за дневниот вестник Дневник од Скопје се праќаше, прво одеше пешки со кола до Кочани, до Европа 92, а потоа со вградена линија ISDN во Скопје во седиштето на Дневник и во Кочани во седиштето на печатницата Европа 92, папаусите така ги испраќаа. Тоа беше прва ISDN во Македонија.
прва таква линија, за да не одат пешки со комбе да се носат подготовките. Префрлањето, и тоа беа веројатно почетоците на таа многу говорена дигитализација во медиумскиот сектор, од аналогната сфера, било да е тоа во радиото и телевизијата и на медиум и на печатот, во дигиталната сфера. Се сеќавам секогаш играа мајтап со мене, која ќе речев дигитално обкружение. Па мораше тоа да се објасни што значи, и како термин, и како употреба. Направивме се за да може да биде постигнат плурализмот во медиумите. Од прва SDN линија, печатен дневен вестник, дигитална форма, дигитални монтажи за радија и за телевизии, размена на нивните вести со ASDN линии, такви беа во тоа време. Кога целиот тој плурализам се беше постигнат, ни се случи една деценија во која што плурализмот беше постигнат во бројки, а не и во плурализам на мислења. Единствениот неосвоен, неконтаминиран простор во државата Македонија негде од 2008-та наваму остана интернетот. Па така дојдовме на идеја со фондацијата Метаморфозис, а јас од тоа време од фондацијата Отворено општество Македонија, дека мора да има информации, вести на дневна основа, кои што ќе бидат идеолошки растеретени, кои што нема да бидат пропагандистички, кои што ќе информираат, а нема да пропагираат. Па се случи еден Плюс Инфо како проект на фондацијата Метаморфозис, па се случи еден портал МК како проект на фондацијата Метаморфозис, се случи МетаМК како проект на фондацијата Метаморфозис, се случи Окно МК, кој што не беше тука за да информира, туку беше тука повеќе за да анализира, но за самите содржини ќе каже Никола Гелевски, а сега прв овдека на оваа панел дискусија и на листата е Бранко Геровски, кој што го почна првиот, ако не и меѓу првите, информативни онлайн медиуми Плюс Инфо МК. Повели Бранко. Благодарам. Јас ке зборувам после овој вовет на Виолета за тие рани обиди во 90-тите години. Јас ке зборувам токму за овој период од кога датира и моето искуство. Плюс Инфо е меѓу првите, не и првиот. Портал информативен, ньюс портал конкретно, и тој се роди на 9 мај пред точно 7 години. Значи овие денови. Се слушаме? Добро, значи на 9 мај пред 7 години јас и група новинари го основавме порталот Плюс Инфо. Во почетокот тоа беше проект на фондацијата Метаморфозис, зашто сум благодарен на фондацијата, се разбира, за набрзо да прерасне во самостоен проект на Сдруженијето на граѓани за одбрана слобода на говорот и јавното изразување, член 16. И денеска е тоа. Плюс Инфо се појави во најмрачните дни на режимот, не само како платформа за гол опстанок на група новинари од тогаш насилно затворените медиуми од страна на режимот. Знаете за погромот на медиумите на Перо Наков, нели? Туку и како обид да се сочува жарчето на критичката мисла во тоа време. Морам на почетокот да нагласам дека визионерската и фокусирана институционална подршка од страна на Соросовата фондација во првите неколку години од нашето постоење возможи тоа жарче да пламне во еден силен оган на борбата за слободно изразувањето. 20 на новинари кои продефилирани из редакцијата на овој портал, денес е еден од највлијателните во земјата, како и десетици колумнисти и opinion мејкери, и дадоа на борбата против цензурата една сосема нова димензија. Од дефанзива во тој период преминавме во една жестока офанзива, од ден на ден придобивајќи се повеќе и повеќе читатели, соработници на страна на слободарскиот журнализам.
За среќа не бевме сами. И тоа е добро. Не е претерано да се каже дека во тој период, или попрецизно, зборуваме значи за периодот на деценијата страховлада, директни, суптилни, коруптивни притисци врз новинарите и така натаму, толкому експлозивниот развој на интернет медиумите, особено на ониот информативниот карактер, нели, беше клучен фактор за обстанокот на професионалниот журнализам во Македонија воопшто. Зборам за тој период. Дури подоцна кој ќе стана јасно дека на режимот му се ближи крајот, нели, кон тој тренд се приклучија дел од моќните национални телевизии, се појави независни печатени изданија со нагласен критички дискурс и така натаму. За жал, како што вели мудрецот, нели, чаша мед со чаша пелен се испива, вообичаено е тоа така во животот. Особеностите на интернетот, практично неограничената достапност, релативно ефтината продукција на медиумски продукти, експлозијата на социјалните мрежи, безсмисленоста на сите обиди да се заведе некаква контрола, инхерентната анархија на самиот интернет и слично, придонесоа тој да биде препознаен не само како сојузник на борците за слободно изразување, туку и како ефикасна алатка за ширење црна, напати дури и стравична политичка пропаганда во тој период. Во Македонија слободарските интернет медиуми веднаш се соочија со жестока и склапо платена политичка пропаганда во медиумите контролирани од режимот, во интернет медиумите контролирани од режимот. Исходот таа тешка битка е познат, нели, се знае кој победи, иако денес тој свесно се минимизира тој исход, без друго со јасна цел да се оправда развојот на новите пропагандни интернет парамедиуми, на така да речените човек портали, на сите такви ентитети кои буквално ја копипестираат пропагандата на пропаднатиот режим, промовирајќи при тоа едно целосно уривање на професионалните етички стандарди на модерниот журнализам и создавајќи еден феномен кој јас го нарекувам лумпен новинарство. Ќе искористам приликава да се вратам еден чекор назад и јавно да им честитам на одговорните професионални новинари и интернет редакции кои ја добија тогаш битката со куририте и со нивната безмилосна пропаганда. Значи, би сакал и поименично да им честитам не само на моите колеги од Плюсинфо, туку и на колегите од порталите Ајденон, Либертас, Нова ТВ, Фокус, Призма, Окно, Порталп, Мета и на многу други. Нека ми биде просто на сега, не може би, веројатно некој заборавам и се извинувам поради тоа. И им честитам всушност на сите оние кои во ова време на комплетна, денесно време, на комплетна пауперизација на интернет медиумите, се обидуваат да го одржат жарчето на социјалната одговорност, на професионализмот и на критичката мисла, наспроти ефтината апологија и новата пропаганда. Тие обиди, значи се сочува професионализмот денеска во интернет новинарството, се многу значени аспекти на борбата за слободата и за изразување на независно и либерално новинарство. Во еден период од развојот на интернет медиумите, странските фондации донесоа стратешка одлука да ја прекинат институционалната подршка на овој сегмент од медиумската индустрија. Да бидем искрен сега, кога ние во Плюсинфо ја анализираме таа одлука, се фокусираме на незиниот позитивен импакт на нашето работење. Паралелно со нашите обиди да се ситуираме повеќе како дел од медиумската индустрија, а помалку како дел од гамата невладени зависници од помош, нели, Support Edix, таа одлука на некој начин придонесе нашиот портал да оствари базично ниво на самодрживост, на што сме особено горди. Нека ми биде дозволено сепак да нагласам дека во ова време кога се соочуваме со еден, би рекол, систематски произведен хаос во интернет просторот, наместо да опетуваме немоќни апели за воспоставување некаков ред и поредок, за владење на елементарните правни норми, заштита на приватноста, заштита на авторските права, заштита од рекет и слично, наместо да полемизираме дали регулација или саморегулација, а ни требаат и двете, тоа го знаеме, јас велам дека акцентот мора да го ставиме на едно друго прашање. Како да го подигнеме квалитетот на интернет медиумите, како да ја засилиме нивната општествена позиција, како да акцентираме нивната социјална одговорност, како да ги засилиме нивните кадровски и продукцијски капацитети
и така всушност да ја трасираме патеката на која ќе бидат спремни и желни да водат најспособните, најпрофесионалните, најкреативните и најпосветените меѓу припадниците на оваа професија во сега веќе, да се разбереме, доминантниот сегмент на медиумската индустрија. Сакам да кажам дека ние сме исправени пред една нова мисија, која, како што веќе нагласив, е само еден друг, ама исто толку значаен аспект на борбата за слобода во изразувањето. Во остварението на таа мисија, на оние што ќе се посветат, нема да им биде лесно, како што не им е лесно ни денес. Многу е полесно, а гледам и станува и попрофитабилно, да се биде дел од една нова пропагандна машинерија, што полека, но сигурно се конституира. И затоа на тие што имаат порив да се обидат да направат нешто друго, да форсираат вредности наместо беда од новинарство, јас им посакувам многу среќа и успеси, а на сите што сакаат да им помогнат, тука мислам на одговорните субјекти во бизнис заедницата, на странските фондации, буквално на сите субјекти кои што можеат да дадат свој придонес, им порачувам сериозно да ја преспитаат својата стратегија и да се охрабрат повторно институционално да ги подржат медиумите определени за развој на еден поинаков вид на интернет журнализам, таков каков што ни е потребен. Благодарам. Фала Геровски. Сега пред да ја поканам најмладата панелистка од нас овде наместениве, морам да ви кажам и една друга институционална меморија во 3 реченици. Што туку Македонија го беше добила кандидатскиот статус и Фондацијата Отворено општество одлучи дека потребно е граѓаните да добијат сериозни информации за тоа што значи кандидатскиот статус на Македонија, што се предизвиците, што ќе биде подобро. За таа цел на конкурс се пријавија млади новинари, беа повикани и се пријавија млади новинари за да бидат обучувани за европските структури, за понатаму низ редакциите како практиканти, да им го донесат тој нов момент на македонското општество, каде е Македонија поблиску до нив преку медиумите. Една од тие беше ова госпогица која што сега ќе ви се обрати, а е сега уредничка на портал МК, но тогаш беше практикант, помина неколку медиуми, заврши во еден од медиумите на Перо Наков и после тоа што се случи со тие медиуми, дојде во Фондацијата Метаморфозис и успешно го уредува и го води исто така еден од првите портали информативни на албански јазик од Македонија, портал МК. Елида повели. Фала, Виолета. Како што спомна, заврши во Перо Наков. Медиумската сцена во 2011 беше многу тензична. Владата, поранешната влада, односно режимот, нели јавно објави војна на слободата на говор, на медиумите кои беа критички настроени кон власта, кон трошењата, кон сите најголеми злоупотреби што тогаш и не бевме свесни колку беа големи, ама се трудевме некако да се бориме, да допре гласот, да знаат луѓето што се случува. Тогаш нели се затворија тие 3 медиуми и владата ги окупираше сите класични радија, телевизии, новини и затоа остана некако интернетот тој слободен простор каде што можеа да се изразат сите тие што мислеа поинаку од тогашната влада и луѓето околу неа и медиумите околу неа. И почна да се чувствува таа потреба да се има еден канал каде што освен македонската јавна мисла да се изрази и албанската јавна мисла. Затоа ние, со Фондацијата Метаморфозис и Отворено општество, на 12 април 2012 го отворивме портал. Портал дојде така како еволативно, како една потреба од онлайн
албански медиум, затоа што во тоа време имаше многу малце онлайн медиуми на албански јазик, кои има информации, така изворни од Македонија, а не од Косово и Албанија, пошто тие Косово и Албанија донекаде беа по развиени и има вести. Туку во Македонија немаше, освен телевизиите, такви информации на интернет, и тие што беа многу, да не кажам сега непрофесионални, туку нема импресум, беа човек редакција, беа, не знам, некој од типот на пропагандистичка за некоја партија или некој човек така сака да пропагира непрофесионално новинарство, и сметавме дека треба да се створи редакција која ќе им обезбеди место не само на вестите кои беа балансирани и критички, туку и на луѓето, на ставови кои веќе станаа забранети за јавноста, почнаа да ги критикуваат сите тие што јавно говореа за нешто што не чини. И затоа, освен вестите, освен нашата, ние имавме дописници во делот на Македонија, каде што има најмногу албанци. Освен тие, има и ден денеска имаме звучни имиња, тие од најкритичните албанци, што не најдоа веќе простор во телевизија или во некој вестник да се изразат, туку ние ги земавме како соработуваме со нив ден денеска за да се изразат, да се створи една дебата која не може никаде друго да се чуе. Освен тоа, ние отворивме и слободен простор, се вика пишувајте ни, и таму луѓето за чудо почна да ни пишуваат за разни теми, нормално релевантни, и да денонцираат, да пријават нешто, некоја корупција или мала или неправда каде што се случуваше, а немаше мејнстрим од главните медиуми, немаше покритие. Освен тоа, ние нормално соработуваме и со студентите, и од нив го кренавме гласот на младите, пошто нели ги следевме сите протести што се случува од 2012 па се до 2016, каде знаете веќе што се случи, и таму ни пишува, сака луѓето да бидат актуални, да присуствуваат на протести, да бидат анимирани, да го кренат гласот. И ние, портал како дел од таа подигање на демократијата, подигање на гласот, препознаем веќе во јавноста. Сега нели имаме други предизвици со фейк ньюзот, со разните информации кои немаат извор, не знаат од каде доаѓаат, но ние во таа смисла уште од тогаш соработувавме со друг проект на Метаморфозис, тоа е сервисот за проверка на факти, и тој беше на албански, и ние му помогнавме да му дадеме видливост, за да се гледа, да се чита кои информации се неточни, кои имаат пропаганда, кои информации се штетни. Портал помагаше исто во коезијата, во стварање на коезија македонски-албански односи, затоа што нас не етикетира освен како соросоиди и како, не знам, про-македонски медиум што дава информации од, не знам, некои си таму луѓе што не се значајни за албанците, не се националисти. Значи, ние како може албански медиум да пишува нешто што не оди во прилог на национализмот. Но тие беа и ден денес се тие мали борби што нас не ни е проблем тоа да се спротиставиме со аргументи и со факти. Освен тие тешкоти, ако може да се каже,
што не етикетира, имаше луѓе и од владата исто, и од функционарите што ги сваќа нештата персонално, како зошто само со нас се занимавате, зошто нашата општина или нашето едно конкретно дело. Така персонално ги сваќа работите. Но денеска сме многу така благодарни на фондацијата на Метаморфозис и на Сорос што ни овозможи и што и на читачите исто и на публиката што ја овозможи да види и да чуе така поинакви вести и вести што се базирани, аргументирани на факти и што имаат плурализам на мислења. Тоа е. Фала, Елида. Сега, во сите тие информации и дневното новинарство, имаше еден портал кој што не се занимаваше со информациите, туку нив ги илустрираше. Имаше одлични илустрации на свирачињата и на се она што беше одбележување на нашето секојдневие. И тоа беше порталот и е се уште актуелен со нивните невозможни просто дизајни и илустрации на нештата што ни се случуваат преку Окно МК. Тука со нас е Никола Гелевски, кој што го започна неговиот портал за да биде рефлексија на секојдневието и на се она што ни се случува во Македонија. Повели, Колја. Ти благодарам, Виолета. Да, Окно кон крајот на годинава прави 10 години. Формално почнавме февруари 2009, но организацијата, правењето на порталот, сето тоа почнавме веќе септември, октомври, ноември 2008, така што баш се направија 10 години. Окно е портал, да речеме, тоа се актуелни зборови и така се добиваат грантови денес, веројатно и тогаш, значи, се бави со, да речеме, афирмира маргинализирани групи, но маргинализирани сватени доста широко. Јас дури би рекол и уметноста дека стана прилично маргинализирана и Окно улета во тој терен кој некој што треба да го брани тоа што уште тогаш почнуваше да се повлекува од етаблираните, од мејнстрим медиумите, но се разбира, кога збориме за маргинализирани, мислиме и за разни други теми на оние вообичаени малцински групи, етнички, хендикепирани и така натаму. Така што тоа што вели, што рече и ти, Елида, за плурализам, заради тоа се формираше порталот, против груевизмот, во огромна мера, свативме дека е тоа тотално лудило после Букурешт и нашето невлегување во НАТО, и против дискриминација, и ви велам, за периферните, да речам, општествени феномени, кои суштински не се периферни, ви го кажувам примерот со културата. Во првата сесија го фатив Игор од Тајм, кога збореше за важноста на архивите, на базите, на секавањето. И во таа смисла, Окно исто доста важно, ние имаме околу 65.000 прилози до сега за овие 10 години, и стварно голем дел од нив заслужуваат, бидејќи кој што ти велиш, Виолета, не сме информативен портал, не ловиме на дневни информации, мада еден мал дел, можда 5% од сите содржини на Окно, ја имаат и таа информативна димензија, и дотолку е поважно во нашиот случај баш тоа архивирање, тоа прецизно, да речам, класифицирање на, сегментирање на информациите, и дотолку е поважно сите баш онака ко заедница да се позанимаваме со тоа. Ја не ни знаев тоа Игор што го спомна, и Ептен би дал поддршка на таков тип проекти во иднина, дека можеби се потребни баш и некои државни тела кои ќе се грижат за меморирање на информациите, дури кога исчезнат важни медиуми, кои што беа, например, Утрински и Дневник. Да илустрирам важноста на Окно баш за некои, као да речам, периферни теми.
ние, например, од 2009 кога почна лудилото Скопје 2014 имаме околу 2000 прилози за јавни простори. Имаме рубрика која се вика јавни простори. До тогаш речиси никој во Македонија не се бавил со тие теми, урбанизам, архитектура, се тоа и ние свативме кога Груја почна да го уништува градот, дека еден од нашите проблеми е што заправо немаме појма, мислам, и никого не го не интересира, немаме елементарно образование од архитектура, од урбанизам и така натаму. Така што летавме и покривавме такви теми. Тоа е една од многуте теми. Например, квир, исто почнавме квир теми, ЛГБТ теми исто од самиот почеток. Исто имаме неколку илјади прилози. Уметност исто, мислам, уметност може да има и 5-6 000 прилози. Колумните исто беа важни, се уште се. На почеток имавме пари да имаме своји колумнисти, подосна веќе немавме пари и сега главно преземаме колумнисти. Така што тоа е, да речам, некоја груба слика на окно, а инаку ова што велиш, Виолета, за свирачење, мене исто ме изненади. Ние од почеток бевме више мање културњачки портал, иако, фала Богу, со многу јасно нагласена критика на груевизмот, ама повеќе од него културен аспект. И критиката главно доагаше од колумнистите. Никогаш не сме имале ресурси за анализи, така натаму, и дотолку изненадуваше жестината со која режимот се расправаше со нас. Во некои моменти она се секав кој да сме ние главниот непријател на Груевски, можда ради ова, ради као продорноста на тие карикатури, тие монтажи и се до тоа. Не знам, но во секој случај бевме горди и тогаш, иако не влечкаа по судови и со Геро и со цела екипа, и ко Гем, и ко Окно, и ко разни други медиуми. Парите што ги потрошивме беа мали цело време. Од прилика 1000 евра сме добивале сите овие 10 години, значи се на се за овие 10 години сме потрошили некои 120.000 евра. Тоа е стварно скромно и тие пари ги трошавме за хонорари на 5-6 луѓе. Значи тоа се хонорари максимум 10.000, 10-12.000 или некој зима 5, некој зима 15, тој што работи полно работно време, така што и тие мали средства на некој начин го профилираат медиумот на кој работам. Требаше да се направи максимално со релативно мали пари, за кои, фала Богу, бевме супер благодарни и таа благодарност гледавме да ја искажеме со одговорна работа и со максимум, како кажам, максимум излекување од тоа што го имаш, од постоечките ресурси. Заради тоа мене ми е интересен, сега кога преминам на вториот дел, да не зборам веќе толку за Окно, ама чувствував потреба, еме 10 години на некој начин, дел од вас не ги знаат овие као базични информации, колку пари сме потрошиле, што е основниот профил и така натаму, мада повеќето знаат. Значи, Окно припаѓа теориски, да речеме, на таа група непрофитни медиуми. Денес во Европа се нарекуваат, според новиве, како кажам, стратегии медиумски, кои Европскиот парламент ги воведе пред пар години, се нарекуваат и медиуми за заедниците. Тоа кај нас уште не доаѓа тој концепт, ама веројатно ќе дојде, бидејќи ова е малку трики концепт на непрофитни медиуми и доста проблеми им создаде на разни законодавства, као зашто невладините практично да улетаат на еден значаен сегмент на медиумското поле, а зашто не може, например, не знам, издавачки куки или такви кои во вакви услови се исто така непрофитни кај нас, например. Како и да, има сериозни пари во Европа за така наречените медиуми на заедниците и клучните заправо цели што сакаат да се постигнат со тој тип на медиуми е она би приеска што ви набројав, значи борба против дискриминација, зголемување на плурализмот во медиумите, афирмација, видливост на маргинализирани во најшироката смисла на зборот и блискост до, да речам, баш на темелните проблеми на заедниците. Ви го кажав примерот, например, со јавни простори. Медиумите треба да се, кој што кај нас и почна да се бават последниве години, и спонтано баш да се борат за дрва, за екологија, да прават анализи и се до тоа, така што тоа е еден модел, да речеме, за таа поддршка, како медиумите да се приближат до луѓето што понепосредно. Сега знаете, тоа и Виолета
го спомна или некој друг. Од една страна го имате, ви велам, прилично е комплицирано во закони да се зароби таа ужасно комплицирана заправо со новите технологии и со интернет медиумска слика. Од една страна сите бараме професионализам повеќе, баш сме изложени на терор на дилетантизмот, а од друга страна плурализмот подразбира и многу аматери, нели, на сцената. Така што сето тоа да се усогласи стварно бара врвни врвни стратези, визионери, луѓе кои совршено го познаваат и медиумот и општественото поле и преклопувањата меѓу политиката, меѓу активизмот, културата и така натаму. А такви луѓе се помалку има. Тоа исто така што законите се носат дури во дарично развиените земји најчесто по нарачка на јаки лобија, јаки групи, сето тоа. Така што не воопшто просто и ете на ова место сакам и да го спомнам недостигот на Роберто Беличанец, баш со Виолета Приеска го спомнавме, он беше еден од ретките луѓе кои се обидуваше баш онака да го мисли целиот систем, тоест медиумите во рамките на целото општествено поле, така што ви велам, ни фала такви луѓе кои можат да го контекстот да го малку поделикатно да го осмислат и да понудат конкретни резултати во тоа поле. Во Хрватска го има тој модел за поддршка на, тоа е можда еден од начините, поддршка на непрофитни медиуми, негде пола милион дава, дури не дојде тој фашистот Хасанбеговиќ и ги укина. Пола милион дава на 20 на непрофитни портали. Но и таму имаше дури оправдани критики зашто тоа да иде например преку Министерството за култура. Тие пари одеа преку Министерството. Така што ви велам комплицирано и не знам кои се оптималните решенија. Кај нас ФОМ, фондацијата, уствари го спаси, да речам, она баш и критичниот дух и плурализмот на медиумската сцена со поддржувајќи тие клучни медиуми кои се бореа против теророт, едноумието на груевизмот, но се разбира и таму има простор за разговор. Зашто толку долго и така натаму. Така што ете со тоа, сега да завршам, дека многу е битен тој баш фин баланс, тој некаков еквилибриум меѓу комерцијални медиуми, уствари пред се меѓу јавните медиуми, кои кај нас се во тотална пропаст, мислам на МРТВ, ама и на таа некоја инфраструктура јавна што постои, ваква онаква, меѓу приватните, комерцијалните медиуми, меѓу овие кои се поврзани на некој начин со невладин сектор и меѓу овие нови, ви велам, медиуми за заедницата, непрофитни медиуми со тоа. Мислам, тој баланс е многу важен и ради тоа пак обрнувам внимание и на законските решенија, мада во тоа веќе стварно не верувам во ваква земја, дури да имате добри закони, мислам, овде работите се тираат по некоја инерција и уште повеќе ни фалат луѓе, пак ќе повторам, кои некако знаат да го играат целото поле. Фала, Колја. За крај, нели, ако последен не им помалку важен, Зоран Андоновски со агенцијата Мета. Зоран, кои се предизвиците за сега да се работи онлайн, да се креираат да се креира содржина и да се пренесуваат информации од настани, кога во истата секунда, минута, 2-3, веќе се на интернет и на социјалните мрежи. Што се подобри, а што се влоши? Нема едноставен одговор на прашањето, Виолета, што се подобри, што се влоши. Сега некои работи се многу поедноставни, некои работи се многу покомплицирани. За нас како медиум, за Мета како агенција, ми изгледа дека е сега малку покомплицирано отколку кога беше 2014 кога почнувавме. Тогаш идејата беше сосема спротивно на она што го кажа Игор Трајковски, дека тргнале со идејата да заработат многу пари без работа, а второ им било демократизацијата. Нас ни беше идејата демократизацијата прво и да го прошириме тој демократски простор и просторот за изразување, а заборавивме дека треба да заработуваме и пари или да се само одржуваме во меѓувреме. Може би тоа сега малку ни се враќа со постојаната борба за живот. Инаку, колку за споредба, само да ви кажам, бидејќи сум работел во повеќе редакции, иако е темава, нели, онлайн медиумите во борбата за демократија, 2008 некаде на новинарите им забранувавме да користат Facebook и Skype.
со идејата дека ако се на Facebook, тие помалку ќе работат и дека нема да придонесат во нивното работење. Сега гледаме дека тоа од денешен аспект е апсолутен нонсенс. Дека идејата е колку што повеќе се на интернет, толку се подобро информирани. Од друга страна, работата на вистина се измени. Наместо присуство на настани, сега имате повеќе десковско новинарство или седење на компјутер и следење на настаните преку видеострим. Тоа е окей за голо известување на настаните, меѓутоа е лошо, бидејќи не можете преку видеострим да поставите прашање на говорникот. Не можете да ја оспорите некоја негова теза, помалку контактирате со колегите и главно сте врзани за канцеларија. На почетокот нели ме праша што се предизвиците, а што се негативните страни, ете тоа, во тоа ги гледам. Инаку мислам дека Бранко постави многу како прашања, немаме одговори, а би сакал да се, ако има дискусија, да се движи во таа насока, како да се избориме против она што и јас мислам дека е лошо и смрт за новинарството ако постојат човек медиуми кои што даваат резултати за некого на кус рок, меѓутоа се погубни на долг рок, вкупното за новинарство. Погледајте ги сега редакциите или новинарските, или и онлайн, а и другите. Како тие изгледаат бројчано, кадровски, мислам, со опрема и како изгледаат со финансии. Тоа е тектонска промена во новинарството, мислам, што се случи. Нема да должам многу, фала ти. Да, сега се намалени редакциите, намален е бројот, намалена е опремата, затоа што ќе се закачите на интернет со копи и пейст, ќе ја превземете веста и ќе си ја поставите на својот медиум, на својата веб страница. Може би ќе ви текне негде под четвртиот пасус да ставите линк од кај сте ја зеле, а може би ќе заборавите. Ова е секако вовед за следниот панел кој што ќе говори и во кој што ќе говориме за плагиаторството, лажните вести и навиката да правиме копи-пейст наместо вистински да информираме од нашиот агол и од нашето присуство на некој настани. Пред тоа кратка пауза, бидејќи веќе влеговме во терминот за пауза или кој како милува. Фала ви.